Здраво живо, јас сум Димче. Добро дојдовте во уште едно моје видео. Овој пат одам на овој остров тука да го истражиме стариот град Тиквеш. Тоа е град кој што не е многу познат, меѓутоа оваа цела околина наречена по тој град. Конечно езерото е паднато, па можеме пешки да преминеме до тој остров и да видиме што се крие на овој остров, или да ги видиме остатоците и да осетиме енергијата на некогашниот голем град Тиквеш. Да се движиме полека неке градот, додека одиме неке градот, да ви раскажам нешто за градот. За градот не се знае многу, како и голем број на македонски градови, се е избришено за нив, се е уништено, ништо не знаеме. Тие што се останати се препишани на римјаните и на грците, односно на варварите кои што дошле на овие простори и се што нашле уништиле и препишале како нивно. За овој град има една легенда дека народот под налет на голем окупатор и на голема сила се скрил во овој град и смислил и троштина како да се брани, односно тој ставил тапани на место каде што има голем провев на ветер, за да звучи дека тие тропаат цело време и на тој начин да го одвратат окупаторот да ги нападне, да мислат дека тие се спремни за борба, дека се веселат и слично. И окупаторот направил опсада на овој град Тиквеш и ги задржал луѓето со месеци внатре. Луѓето не се предале, голем дел од нив починале од глад, додека не останале само неколкумина во градот, меѓу кои и одредена баба Ружа, која што им ги отворила портите на непријателот, и тие кога го виделе тоа со тапаните, го запалиле и го разрушиле градот. Меѓутоа тие варвари што доаѓале токму тоа и го правеле со градовите, значи тие дошле со една цел, односно да избришат дел од нашата историја и да создадат простор за нова историја, па така тие се што нашле од нашите стари градови го разурнале, како овој град. Значи верувајте, ништо не е останато од овој град. Има овие неколку ѕидови што ги гледате и тоа е тоа од некогашниот огромен, убав, утврден град кој што ги контролирал двете реки кои што течеле на овој простор. За жал сега од градот, како што гледате и како што кажав, не е многу останато, но најмалку што може да направиме е да ставиме барем една табла, некое нешто да направиме, да го одбележиме ова место, затоа што сепак тука постоел голем град, кој што бил значаен во негово време. И за жал сега нема ништо останато освен овие мали парчиња керамика расфрлани по брегот. Се искачивме и горе на сегашниот остров, некогашен Рид, каде што се наоѓа стариот град Тиквеш. За жал местото е многу обраснато, се гледаат остатоци од градби, некоја сигурно тука имало кули, имало подпорни ѕидови, има остатоци и траги дека ова е многу голем град. Меѓутоа се надевам во иднина ќе се истражи, ќе се отвори ова место и ќе се покажат убавините што некогаш ги нудел овој град, кој што се наоѓал на реката Ерагон, сегашно Тиквешко езеро, и е моментално остров во Тиквешкото езеро, кој што сведочи за богата историја на македонскиот народ.